работи и за безбедност од регионот, почитувани представници на меѓународни и регионални организации, дами и господи. Ми представува чест да ве поздравам, да ви посакам добре дојде во Република Северна Македонија, по мое лично име и во име на Министерството за внатрешни работи. Дозволете ми на почетокот да изразам благодарност до Министерството за надворешни работи и работа на Комонвелтот за сета до сегашна соработка со Република Северна Македонија и за укажаната доверба. Ова дотолку повеќе што токму во нашата земја, минатата година ги поставивме основите на управната група за преземени обврски за безбедност и ја дефиниравме и содржината на заедничката декларација за начела на соработка во полето на размена на информациите за спроведување на закон. Двата овие документи ние министрите за внатрешни работи и за безбедност од регионот на Западен Балкан ги усвоивме на Лондонскиот самит пред речиси неполна година. Вклучувањето на областа на безбедност односно внатрешните работи на агендата на Берлинскиот процес. Лично сметам дека беше вистинскиот потек, нешто што претходно недостасуваше во оваа иницијатива, со оглед на фактот дека Берлинскиот процес е единствена иницијатива на највисоко политичко ниво, кој исклучиво се фокусира на 6 учеснички од Западен Балкан, кои не се членки на Европската унија. Да се спроведува механизам кој е комплементарен на пристапувањето на нашите земји кон Европската унија, да се поврзува нашиот регион со Европа, промовирајќи ги заедничките надворешни, економски, младински и политички интереси со конкретна соработка и во областа на внатрешни работи, е можеби најважната алка за структурата и нераскидливата врска на регионот на Западен Балкан со Европската унија. Предизвиците со кои се соочува Западен Балкан се истите предизвици со кои се соочува и Европската унија. Било да е тоа борба против транснационалниот организиран криминал, управувањето со миграцијски текови, обезбедување енергетска безбедност или безбедност на сите наши граѓани. Најефективниот пристап што го имаме за постигнување на нашите заеднички цели, но исправување со заедничките предизвици е преку процесот на интеграција. Во глобалната стратегија и во Римската декларација од март 2017 година, Европската унија и земјите членки ја потврдија својата отвореност кон оние европски земји кои ги почитуваат незините вредности и се посветени на нивното промовирање. Истото е направено и со кредибилната перспектива за проширување и заедниот ангажман на Европската унија со Западен Балкан, како што минатата година беше насловена стратегијата на Европската унија за Западен Балкан. Интеграција во Европската унија е најдобрата алатка што постои за доведување на земјите членки на Европа и на Западен Балкан на иста маса, за да се создадат заеднички решенија и живот во мир, слобода и просперитет. Глобалната стратегија признава дека една веродостојна политика за проширување е стратешко инвестирање во безбедноста и просперитетот на Европа. Европските лидери ги избоија и тогаш и сега предизвиците со кои што се соочува Европската унија и на глобално и на добашко ниво, односно регионалните конфликти, тероризмот и зголемените миграцијски притисоци, социјалните и економските нееднаквости. Тие се согласија да работат кон исполнување на 4 цели: безбедна и сигурна Европа, просперитетна и одржлива Европа, социјална Европа и посилна Европа на глобалната сцена. Нашиот регион игра важна улога во постигнување на сите овие цели. Преку наша силна европска перспектива, нашата посветеност на вредностите и принципите на Европската унија, усогласеноста со заедничката надворешна и безбедносна политика и позитивните придобивки што се појавуваат во процесот на интеграција. Од друга страна пак, нашите граѓани разбираат дека градење на силни, издржливи општества со силна демократија, човекови права, добро владење, работни места и образование, се што Европската унија го промовира преку процесот на проширување, е стратешко инвестирање. Заедно со удржување на нашите сили, справување со нашите слабости и со силна посветеност на нашите заеднички вредности и цели, може да се справиме со секој од денешните глобални предизвици. Ние сме едно европско семејство и ние сме една Европска унија.
Почитувани присутни, во рамки на Берлинскиот процес, премиерите од нашиот регион за непол месец ќе се состанат во Полска по 5 пат, веројатно и последен за одреден временски период. Пошто ќе следи период на размислување и евалуација на постигнатото, но и период за трасирање на патот. Она што јас лично можам да го извлечам како заклучок и од минатогодишниот самит во Лондон, и општо за целиот период на постојање на оваа платформа за соработка е фактот што уште во првите години од своето постојање, и тоа во време кога Европската Унија не беше толку инволвирана во регионот на Западниот Балкан и кога постоја спротивставени интереси меѓу некои земји членки во однос на политиката на проширување. Берлинскиот процес успеа да создаде позитивен импулс и овозможи директна комуникација меѓу лидерите на регионот за тоа како колективно да се материализираат конкретни области на регионалната соработка. Република Северна Македонија веќе 2 години посветено и реализирано работи на исполнување на сите критериуми што се очекуваат од нас. Се заложивме да испорачаме резултати во реформите во клучни области од итните реформски приоритети, како што се судството, борбата против корупција и организираниот криминал, разузнавачките служби, реформата на јавната администрација. Неспорно е дека безбедносно-разузнавачките служби имаат круцијална улога во заштитата на националната безбедност и почитувањето на владењето на право. Нивната цел е да се соберат, анализираат и пренесат информации кои се неопходни за заштита на безбедноста, било да е тоа национална, регионална или глобална, и за заштита на човековите слободи и права со акцент на превентивна политика. Покрај силно изразена политичка волја за целосно исполнување на препораките на Прибег, силна мотивација со која се пристапи кон спроведување на реформите е враќање на довербата во државните институции, довербата дека истите постапуваат почитувајќи го законот и во согласност со високи етички и професионални стандарди. Основни начела во кои се темели реформскиот процес се почитување на човековите слободи и права, гарантирани со уставот, законите и ратификуваните меѓународни договори и забрана за следење на комуникациите без канали. Исполнувањето на реформите во безбедносниот сектор беше еден од клучните предуслови за членство на Република Северна Македонија во Европската Унија. Првата спроведена реформа е онаа што ја направивме во следење на комуникациите со формирање на оперативно-техничката агенција. Втората реформа е носењето на законите за Агенцијата за национална безбедност и Законот за координација на безбедносно-разузнавачката заедница во земјата. Во целиот овој процес најважно беше агенцијата да се постави врз начела и принципи што ќе овозможат формирање модерна, ефикасна служба по примерот на европските, да се одземат полициските овластувања, да се трне превозот на тајната полиција, од која се плашат граѓаните, а сето тоа е процес кој треба да се крева и преку јавната свест. Преку конструктивен пристап во соработка со опозицијата и следејќи насоките на нашите меѓународни партнери, дојдовме до квалитетно законско решение, која од една страна значи гаранција на човековите права и приватноста, а од друга страна креирање на предуслов за силен механизам за ефикасна борба против организираниот криминал, тероризмот, заканите во глобални размери по безбедноста и сигурноста на сите граѓани. По донесувањето на Законот за следење на комуникации и Законот за оперативно-техничката агенција и со донесување на законите за Агенцијата за национална безбедност ги заокруживме реформите во безбедносниот сектор, кои што со години меѓународна заедница ни ги препорачува и се еден од условите на нашиот евроатлантски пакт. Драги присутни, на почетокот само споменав дека Македонија беше домаќин на средбата на која што се преговараа задачите и улогата на управната група за превземените обврски од областта на безбедноста во рамки на Берлинскиот процес, која што ја сочинуваат денес сите вие. Една од задачите на оваа група е да изготви заедничка годишна проценка на остварениот напредок, но и да идентификува идни безбедносни закани и области на соработка. Оваа проценка би била прва за регионот на Западен Балкан од аспект на областите на делување утврдени на минатогодишниот самит во Лондон. Модерното робство, односно трговија со луѓе, трговија со оружје, борба против корупцијата и размена на информациите.
Тоа што ќе го подготвите во овие 2 дена ќе биде основа на која што ќе можеме да се повикаме за секоја на тамошна соработка и со земјите од Берлинскиот процес, но и меѓу нас самите. Ќе биде производ од нас за нас, давајќи му на целиот концепт нова платформа за соработка регионална собственост. Јас се надевам дека сте убедени, сигурни, дека Македонија е сигурен и стратешки партнер, кој што знае да се придржува на договор, да ги исполнува своите обврски, партнер кој што направи многу за своите реформи, за градење на систем, за воспоставување на европските вредности. И јас очекувам дека таквата поддршка и Македонија ќе добие од страна на земјите членки на Европската унија. Заради тоа што тоа е важно и за нас, и за целиот овој регион, и добра порака е до сите дека овие простори треба да бидат посилно партнерство со Европската унија. Благодарам на вниманието, сакам успешна работа, пријатен престој во Скопје и добра подготвена платформа за идниот Берлински процес. Благодарам.